Фестивал. Ново фестивалско лето во Дојран. Настапуваат Рудиментал, Рони Сайз, Архангел, Кирил Джајковски, Куп Оскар Оркестра, Сарс, Синистер, Алифар Кактуре Бенд, Теракав, Project Тракија, Егоритмија, String Forces, Таджака Накот и многу други. Побрзај, All Inclusive влезниците за само 600 денари те носат на 3-дневна фестивалска авантура со камп, 5 музички бини, плажа и едно чудо случување и изненадувања на The Festival. Од 14 до 16 јули во Дојран. Повеќе на thefestival.mk. Dime, nurni me tlaboko, voseći son, voseći dom. Yes, so detska nevinost i moštivo koma, od otrovi magli gruba igra, nema matut, imam sreća, nemam pari, ti si skapa, se glumiš slatka i sjajna. Veneco dalgi, drevna voda i dalgi bol. Nije sme bol, bo prazan stadion i na nema. Pregratka goli strašno pekel, ja storim se budam i gledaš, srce me nemaš. Sonotko skrši, so šamar go zeme, se prašuvaš sega, so jarost i taga. Da li sum stvarnost ili sum laga? Yes! Sonce i mesečina i točka i cela vselena, od crna duka svetlina, tvoja gordost ljubena. Повторно, nurni me tlaboko, voseći son, voseći dom. Yes! So detska nevinost i moštivo koma, od otrovi magli, ti bez voski, ti bez radost, ja sam mudrost, prebo mladost, ti bez ljubav, ja bez pari. Veneco dalgi, drevna voda i dalgi bol. Nije sme bol i bez nadeš, bakneš i kradeš, nudejki vino za krv, ti vampiru lažeš, te budam i gledaš, srce me nemaš. Sonotko skrši, so šamar go zeme, se prašuvaš sega, so jarost i taga. Da li sum stvarnost ili sum laga? Yes! Sonce i mesečina i točka i cela vselena, od crna duka svetlina, tvoja gordost ljubena. Каков бенд ќе правиме, ти, то си ти? Па вика, јас сум певач, бе. А викам, си пеал ли некаде? Не сум пеал, јас сум кирал, мирал, спирал, окей. Ко гледам вака ликот и
Седнавме, правевме муебет, у тоа време веќе имав дома некакви плочи XTC, Vibrators, тралала, кои беа маце по New Wave. Ги купив одма Sex Pistols кога се вратив. Значи еден куп начини најдов како да слушам и стварно ми влезе целата прича у глава и им викам добра гитариста, па вика ајде да најдеме, вика ти си водојон, каква музика ова, викам ова. Сите свират джез рок. Кај ќе најдеме вакви ќе му тепаат тие вика да свират да. И сосема случајно испадна дека некој го вика Бата Панкер. Бата Панкер беше ствари Бата Шминкер. Таков еден филм со српско меко Л, али немаше у тој момент друг и го земавме него и почнавме да свириме заедно у подрумот на Крле. Тоа е блиску сега СЕО. Тука доле у подрумот, у зградата у подрумот, на Крле подрумот и тука поминавме буквално 6 месеци заедно. Ја таа година изгубив у гимназија, паднав, пошто 6 месеца не се појавивме, еднаш два пута не затвори полиција, тогаш ствари Тито доаѓаше. А ја до тој момент бев многу добар ученик и ова малскиот джандар му викам зашто ме затвара? Абе оди таму сега, вика ќе ти кажам, викам на татко ти мајка ти кажеме дека имаш обрска. И бевме таму тогаш се погодивме со двајца, значи Гзла го притвориле, пошто одма блиску до станицата живееше у Карпуш 1, Милчо Манчевски мене. Сите чудно изгледавме и чудно сме збореле. Разбираш, јас тогаш имав малце шаренкаста коса, 4-5 менџиши на мене и ми изгледав многу стрендж. И чим изгледа стрендж, идеш да одмараш малце станица. И после тоа свиревме повеќе концерти. Концертите уствари не беа концерти, пошто со тие 6 месеца вежбање Бата Панкер мислам дека и денеска не знае каде е Амол, каде е Адур, него така со еден прст ги бараше акордите. Али тоа све имаше некоја чудна енергија. И отидовме у Белград да свириме во Дом на млади и тогашен Кремер, што ја знам, Петар Њатовиќ, Ивановиќ, и купо тие таквите алтернативни новинари кои го правеа џубок се, паднаа мртви. Викам па што свирам по 10 сата, ова е правата ствар, треси глупости. Разбираш, еве ти све е тука. У мојата глава се создаде на друг филм за целата приказна. И од кога свиревме таму, ние усваривме 3 песни, а свиревме концерт од 50 минути. Ги повтаравме песните. Бубњарот беше исклучително лош, Господа го прости Гзла, и он се умараше после втората песна. Значи почне песна тутупа, а у средината тутупа, а завршеше тутута. Затоа што му паѓаше темпото и така, и они мислеа дека тоа ние намерно го правиме и дека тоа толку е добро. Срвине паѓа у несвес, викам, леј, вика ова све не чини, викам, а уствари е топ, исто као Пикасо кога црта двоглавата жена, така ја имав чувството за фол јазик. Се вративме од Белград, отсвиревме уште пар ствари тука на Саем пред 5000 луѓе заедно со Тетка Ана. Група, една многу популарна у тоа време, не беше панк, не, баш беше популарен бенд. Свиревме уште на Шусара и почна дискусија околу правење пари. Тоаш Јаковче имаше кај стара железничка станица, пред Скајци јадевме, едно гајба пиво испивме. И стана 3 сати, јас сакав да одам да спијам више, ми беше досадно од младото што го правеа колку ќе станеме богати и славни и дека ова. Ама они останале да се допијат. Вечерта Гзла и Крле отишле на средно водно, пусти уште една гајба пиво и се степале. Едниот со шипка му ја реши главата, другиот боксо и ова, двајцата мудри. Другиот ден звонам ја да видам, што е добро, абе не можам у болница, бев главата, овако ги видов. Крш направен со другом, што е, му викам бе работа, абе се расправавме за нешто, ама сега бидна, готово, ова, да го растудиме бендот. И така фол јазик у таа постава, значи автентична постава се растури. Постоевме некаде година и пол дена, тоа ме кошташе една школска година и многу убаво животно искуство. После тоа доаѓа Модел, бенд со Нешко, исто еден многу значаен лик у македонското у рок-н-рол алтернативно живење. И бендот се викаше Модел, Цекле свиреше бубањ и бевме повторно заеднички кадријада и пошто не освоивме прво место, бевме сигурни дека се и од жири ќе добиеме прво место. Добија група Паукот за Видовичи со Друже Титовите се конема. Обработка и нели Нешко пошто го даде Господ побетер од мене, уште побудала. Почна да ја залапа таа спикерката што водеше ги доделуваше наградите и го искина дипломата. И едва жива глава спасивме до шинобусот за од Зајачар за Ниш. Ете така од прилика. Бидна и после тоа дојде после отидов во војска.
Значи бев у војска бев на многу места, бев во специјални единици на JNA. Таква будала не може да рече, знаеш. Значи 120 будали од цела Југославија. Затоа што претходно бев спортиста активен, бев првак на Македонија во гимнастика, бев во има веслано кајак на диви води светско првенство. И така натаму тогаш државата си ја знаеше работата, си водеше евиденција. И по војската се вратив, се запишав на факултет за драмски уметности, ама со музиката никако не прекинав. Во тоа време со Сокол, Господа го прости, направивме група Долар, па после Резервоар. И после тоа многу бендови, доека 83 година не стана проектот Меморија, поврзан со Ставрев. Бранко Ставрев, тоа беше режисер на тогашниот македонски народ и сегашниот македонски народен театар. Неговиот син свиреше гитара, Дејан Миновски свиреше клавиатури и се собравме уствари да направиме музика за представа. Чочо Сан, Жолта фантазија и го направивме тоа, ама остана и бенд. Поправивме уште некоја песна, тогаш не искочи на факултет за драмски уметности, јас бев веќе трета година. И после ми текна дека тоа може да прерасне у класичен рок бенд. Значи од 84 година натаму Меморија станува класичен рок бенд. Во неа почнува да свири бубањ Антонио Димитриевски, Зоци, Господа го прости, беше пејач на Меморија, Дејан Миновски клавиатури, гитара свиреше во променлива варијанта Маце Јаблан, Александар Стефановски, па после тоа свира еден куп други, Пеце Глава, Бане Поповиќ најдолго, значи од некаде 85-та до 86-та па до крајот на Меморија, до ден денеска. И така, после почна малце посериозно, ја отидов за Суботица, таму живеев 5 години и живеев исто така многу бурни 5 години. Па бендот кога ќе дојдев во Скопје и кога снимав филмови, пошто тука снимав Трзвијат Скопје, Марика Десовион, Пикасо, еден куп други работи за телевизијата. Но исто многу значено, а до сега не кажано никаде, е у тоа што како што ќе ги видите сликите со фолијази кои сме шарале, јас близок до директорот на Суботичкиот фестивал, кој беше единствен алтернативен фестивал. Цела Суботица и шаравме со Мизар. Јас не бев фан на бендот, него тоа беше бенд од Македонија и пошто видов што им се свиѓа на тие шупците, им предложив Мизар да го земат. Мизар дојде и победија. Значи во член на жири беше Антонио Димитриевски, бубњарот на Меморија и уште двајца кои ја случајно топло ги препорачав, кои знаев што сакаат од музиката. Така да таа година победи сосема случајно Мизар и целиот град беше ишеран со Мизар. Не постои лоша ситуација сега, секогаш била лоша ситуација. Јас сум малце подолго во целата прича, се распаѓала Југославија, се делеле држави, се пукало, све. Твоето време е ова време сега што го живееш, нема подобро време. Не постои боле време од ова време сега што ја и ти правиме муаве. Розивам и Ванезот, абе мислам дека руката ми е на него залепена е. Значи како ќе го ставам така и еве сега сите проби со него ги правам. Почнав од почетокот на пробите секој ден носев друга гитара. И сите викаат и каков тон има ова, и каков тон има ова. И еден ден го донесов Иванезот и вика ова има најбољито. После сите джипсони и фендери, испадна, значи саундот е тој, појачалото, акустикот е тој. Јане Гоџобаш е еден интересен лик, исто така, кој е многу мирен, ама има направено многу ствари за македонската рок-н-рол музика. Тој е уствари авторот на песната Дал да плачам или да пеам. И тој сосема случајно во еден контекст, абе вика да дојдеш, вика ти продукција не е лошо, вика да направиме на разговор, вика узавам редакција, вика од смртта на Чешларов немаме ни еден, вика. Јабе како јас од Чешер ми беше страв здраво да му кажам, се ја да драм на место на Чешер, вика ајде дојди да пробаме. И дома размишljав 2 дена, се ја глумец, се вратен од Суботица, шо мајка барам оваа приказна. Ама пошто театар се испокарав со вие, вика требаше да научам да зборувам македонски после суботички театар, сум зборувал многу србизми, ја и ден денес го зборувам скопски, како што се зборувам секогаш, кога сум говорел на филм и телевизија, имам сосема друг начин на говорење. Ми дојде добра идејата. И отидов во продукција и им кажав едноставно, видете, ја ќе направам многу, ама треба ми дајте врзани раце. И ја не вика, имаш од мене кар бланш, обнављај. И тогаш го обновивме танцовиот оркестар, Лебешкиот оркестар на Македонска радио телевизија, тоа зборам со 70 години. Тоа го направив за можам да ги протнам овие моиве у наводници. 156 изданија има подпишано Петар Георгиевски кај газа као извршен продуцент на Македонска радио телевизија.
Значи, Чоро и Сакато снимаше во тоа време на Македонска радиотелевизија, ги полнев термините, проблеми колку сакаш со овие постариви колеги. Се само кратко ќе ви кажам за санаториум. Значи седиме на колегиум и се на колегиум се прислушуваат материјалите да се даде амин на бендот кој снимал. Се како да им пуштам санаториум на Мате Груевски од Народна и на Ристо Господа ги прости двајцата. Да им пуштам, викам, слушай, ова е многу добар материјал, да ја го рипнеме, му викам, просто малце другачи рок н рол свират овие момот, да го види момото, никако момото. Викам, момото е во фаза на идеја, му викам, и никако момото, знаеш. И Мате инсистираше на Благоја Груевски татко, перове дај пушти бар пар ноти да чуеме. И вака, што е ова бе? Ти реков му викам да не пуштам, пошто ова е само почеток, натаму се развија му викам, има другачија драматика му викам. Добро извезети тоа. Помина санаториум, искочи направив. За Архангел веќе ми беше полесно, а што е пако тие ваквите му викам, не ова е по лиричен. Добро. Значи, од кога ми пројдоа тие 3-4-5 изданија, после тоа правив што сакам. Значи, го убутавме Рокфестот да има издание Победникот, значи да добие право на касета, на издание, да биде компилацијска касета од сите бендови што се настапува, така добија една година група Ареа, значи оваа наша популарна гостуварска група, значи доби на Рокфест, доби издание. Прво, исто подпишено под Македонска радиотелевизија како извршен продуцент, јас после добија Легенда од Тетово и после се редеа бендови. Сега ќе бидам влажно скромен, ама меморија не можеше Бело дугме да ја стигне во тоа време, значи 1:5 ја тепавме. Бело дугме го тепавме продава во Југотон. Значи Чорба, што ја знам. Овие другите поалтернативните бендови беа добри, мислам дека се движеа околу 1500 продадени касети, а 700 беше лимитот да се покријат основните трошкови за. Значи јас сите изданија што ги издадов, се едно или две, беа финансиски оправдани. Затоа што беа први и во тоа време фактички јас правев чета од војници, од ластовици кои ја направија македонската музика. Во 2005 година КЛС е прогласена во Професионал Ньюз за најдобра фирма на Балканот што се однесува до звук и свет. Се сеќавам исто така дека со КЛС на најголемиот берар кој е од кој ја и сум учел дека бе во Суботица. Значи неколку пати за Павароти и за други концерти миксерите ги носевме од Скопје во Белград. И дека тоа е можеби и единствено излегување надвор од нашата држава на техничко-технолошки напредок, како што и сега работиме за Сарајево Джез фестивал, а не работиме во Македонија Джез фестивал. Едноставно треба да го сакаш тоа што го правиш со голема љубов, значи и со верба во Бога и во себе, сите работи ќе успеат. Ја не сум нешто посебно успешен, ја не успеав да купам 3 стана за децата, мислам, по нашиот терп на успех. За останатите генерации да знаат дека имало нормални луѓе во оваа држава, во наводници нормални. За другите околу ненормални, иначе за многу, за мал дел нормални. Секогаш останувам сам, бројам денови, ноќе не спани, бегонат коморници, помислувам дека е крај, преколувам.
some ne plačete, ne zemajte. Da li znajete, blagosta mi otide, so vas daleko nekada. Vozovi, da li znajete, neka ništo ne može, nema nikoj da je odvede. Sonuvam, se moralo bi da izbegam, o ništo ne veruvam, se budam dovikuvam, dovikuvam. Noćva dosete, ne trgajte, noćva some ne plačete, ne Game over.
waves that flows around an open space, that levitates disconnected from you, and all that mattered you the most feels like long gone and lost. My heart is a broken mess. You said this was the perfect place. The little lies and the bigger ones too. We close one eye then open two, but still regret it's gone so soon. We were wrong from the start. Pull the plug, it's alright. It's alright. I deserve my new start. Part by part, we restart. Open up, become so hard when you're so off the track, so strong and pouring out of faith. I lost support from beginning our days. Pull the plug and press restart. Just one more scar, my dear heart. Pull the plug, it's alright. I deserve my new start. Part by part, we restart. Open up, become whole. And now it all comes together in place. And now it all comes together in place. We're such a small and significant way. We knew the score from the start. We knew the score from the start. It's alright. Start, part by part, we restart. Open up, become and now it all comes together in place. And now it all comes together in place. We're such a small and significant way. The end is where we began. Woo!